Секој возач кој ќе биде затекнат без соодветна зимска опрема во возилото, ќе плати глоба од 45 евра, предупредуваат од секторот за внатрешни работи Струмица. Со цел да ги потсетат возачите дека зимскиот режим веќе стапи на сила. Тие во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата започнаа со реализација на превентивни акциски контроли, преку кои ги информираат возачите за важноста од носењето зимска опрема, како и за навремената подготовка на возилата за зимски услови и возење на влажен, лизгав или снежен коловоз. Сакам да укажам и да апелирам до сите возачи кои за време на зимската кампања да ги почитуваат правилата и прописите во сообраќајот, односно истите да ги спремат возилата за зимски услови, да проверат делот на течности во возилото, да има средства за одмрзнување, да го проверат акумулаторот, да држат безбедно растојание, за да можат во одредена ситуација да го запрат возилото, пред да тргнат на патување, да се информираат за состојбата на патиштата, доколку имаме интензивни врнежи од снег и немаме услови за безбедно патување. А патувањето не е неопходно истите да го одложат до оној момент додека се создадат услови за истото да го реализираат безбедно. Во акцијата на МВР и Републичкиот совет се вклучи општина Босилово, откаде потсетуваа дека почитувањето на сообраќајните правила значи намален ризик од сообраќајни незгоди и обезбедување по безбедно и непречено одвивање на сообраќајот во периоди кога условите на патиштата се несложени. Општина Босилово во соработка со РСВСП и МВР активно се вклучува во кампањата за подигање на свеста за користење на зимска опрема согласно законските нормативи. Согласно тоа, апелираме до сите возачи да ги почитуваат правилата и прописите за користење на зимска опрема, да ја прилагодат брзината на условите на патот и апелираме секогаш подготвени да тргнат на пат и да го планираат и подготват своето патување согласно условите на патиштата. Зимскиот режим во сообраќајот започна на 15 ноември и ќе важи до 15 март 2026 година. Минатата година, поради непочитување на сообраќајните правила и прописи, 142 лица го загубиле животот, а над 7100 се повредени. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.